Околу 40 на ученици од 7 до 9 одделение се членови на медиумскиот клуб Кимко Инфо. Со нив работат наставничките по македонски јазик, кои истакнаа дека во општина Кочани основното училиште Свети Кирил и Методи е единствено што поседува медиумски клуб, а додадоа и дека интересот за млади новинари постојано се зголемува во нивното училиште. Целта е што повеќе основци да ја развијат медиумската писменост. Задоволството и гордоста се уште поголеми ако го истакнеме фактот дека од 60 апликации пријавени од многу различни училишта, нашата беше оценета со највисоки оценки и прогласена за најуспешна во формирање на медиумски клуб. На сите членови на клубот ни представува огромно задоволство што сме вклучени во разновидни проекти и активности под менторство на нашата наставничка Лилјана Јовановска, која со огромна посветеност не насочува кон реализирање на сите наши проекти. Со незините совети и насоки, нашата мотивација и ентузијазам се уште поголеми. Учениците што се дел од медиумскиот клуб ги презентираа активностите кои ги имаат сработено. Од почетокот на работата на Кимко Инфо изготвивме 2 плакати и 2 брошури. Плакатите ги изготвивме на 24 ноември минатата година, кога се поделивме во 2 групи. Едната група работеше на плакат во врска со кодексот на облекување во училиштето и што е дозволено, а што не. А другата група работеше во врска со забраната на користење на мобилни телефони во училиштето и дека учениците не смеат да ги употребуваат своите мобилни телефони во училиштето. Една од брошурите ја изготвивме на 21 февруари по повод Меѓународниот ден на мајчиниот јазик. Во неа зборувавме за важноста на мајчиниот јазик и колку е важно да го почитуваме и да го негуваме нашиот мајчин јазик. Потоа таа брошура ја делевме низ училиштето и низ градот. Другата брошура ја изготвивме на 21 март по повод денот на екологијата. Исто така делевме низ градот и со тоа граѓаните можеа да се запознаат подобро со поемот екологија. Првото интервју ни беше со Владимир Грчев, ученик од нашето училиште, и кога почнавме со интервјуто имав многу трема и не знаев баш како треба да се одвива, но со тек се опуштивме. Исто така имавме потешкоти во снимањето и снимавме меморија на сред интервју и требаше да почнеме од почеток, но тоа ни беше многу добро искуство и така се научивме како правилно треба да се направи интервју. Потоа за денот на екологијата направивме интервју со Љубинка Спанчевска и поразговаравме за екологијата и за животната средина. Исто така направивме анкета каде што го поставувавме прашањето на граѓаните за тоа како може да се подобри животната средина и што представува за нив екологијата. Од почетокот на новинарскиот клуб, на нашиот новинарски клуб Кимко Инфо, сме имале неколку работилници. Но како највпечатлив можам да ги издвојам следниве. Улогата на новинарството и етичките стандарди, информацијски неред, дезинформации, мисинформации, мала информации, кликбейтови, ботови, тролови и слично. И креирање медиумски содржини. Многу научивме од овие работилници, например, што е новинарството и кои се етичките стандарди, што е дезинформација, а што е мала информација. Како треба да креираме медиумски содржини и како истите да ги презентираме. Воедно, овие работилници ни се како водечи во нашето секојдневно работење во нашиот новинарски клуб. Со креирањето на постерите, видеата, логоата, ние подобро се запознавме со технологијата, научивме како да креираме квалитетна медиумска содржина и развивме нашата креативност, подобро и поефикасно го користевме нашето слободно време и тимски работевме. Меѓусебно се подржувавме и многу се забавувавме и дружевме. А така, ќе продолжиме и за сите наредни активности. Членовите поседуваат и Facebook и Instagram профил, каде ги објавуваат сите медиумски содржини кои младите новинари ги креираат во текот на наставните часови. Логото беше избрано по пат на гласање, а го изработија ученички од 8 одделение. Новинарскиот клуб беше формиран на 15 ноември минатата година по одобрена апликација од Македонскиот институт за медиуми, Младинскиот образовен форум и ИРЕКС во рамки на проектот на УСАИД Младите размислуваат. Активностите што се реализираат се поддржани од Министерството за образование и Бирото за развој на образованието.